Почитувани, Македонија има една голема стратешка предност која мораме да ја искористиме, а тоа е нашата географска положба. Ние сме мала земја, без излез на море, но сме во срцето на Балканот и на крстопатот на два исклучително важни европски коридори, Коридор 8 и Коридор 10. Токму затоа, инвестициите во енергетското поврзување и инфраструктурата ги гледаме како една од најголемите можности за економски развој на државата. Нашата цел е Македонија да биде поврзана со сите своји соседи и да стане дел од регионалните енергетски текови. Со проектот за поврзување со Албанија, заедно со постојните врски со Бугарија, Србија, Косово и Грција, создаваме услови Македонија да биде целосно интегрирана во регионалниот електроенергетски систем. Во тој контекст, интерконективниот далновод Битола-Елбасан е важен дел од затварањето на енергетската празнина, што со години постоеше на Коридорот 8 и создава можност за посигурен пренос на електричната енергија и поголема поврзаност на земјите од регионот. Истата политика ја водиме и во областа на природниот газ. Започна и веќе е во завршна фаза изградбата на гасниот интерконектор со Грција, инвестиција вредна околу 60 милиони евра, со почетен капацитет од 1,5 милиарди кубни метри годишно, кој може да се зголеми до 3 милиарди. Овој проект е од особено значаен затоа што е двонасочен и отвора пристап до нови извори на природен газ, со што се зголемува сигурноста и се создава поголема конкуренција на пазарот. Овој гасоводен интерконектор ќе донесе нови извори на природен газ, стабилно снабдување за индустријата и домакинствата, пониски цени за граѓаните, поголема конкурентност за компаниите и една силна порака, конечно стануваме значајна енергетска крстосница и дел од европската енергетска мрежа. Следниот чекор е поврзувањето со Србија. Со реализацијата на Северниот интерконектор, Македонија ќе добие можност да стане транзитна земја за гасот, што доаѓа од југ, од терминалот во Александрополис и од други извозни пазари кон Централна Европа. Тоа е сериозна геостратешка можност за нашата држава, а на земјите од регионот ќе им обезбеди можност да го користат тој газ за производство на електрична енергија, што ќе ги движи идните центри за податоци, а вештачката интелигенција ќе ги користи тие центри за податоци. Македонија треба да биде меѓу земјите кои ќе ја препознаваат оваа можност и навреме ќе создаде услови за такви инвестиции да бидеме пионири и движечка сила во регионот. Но ова не го гледаме само низ призма на енергетиката. Поврзаноста е услов за инвестиции, а големите инвеститори денес бараат сигурно снабдување со енергија, современа инфраструктура и можност своето производство да го пласираат на повеќе пазари. Затоа ја градиме инфраструктурата денес за економијата што сакаме да ја имаме утре. Други проекти кои ја позиционираат Македонија да биде раскрсница на Балканот се пуштањето на продуктоводот од Солунското пристаниште со Окта, рестартирањето на гасоводот Велес-Штип, Гостивар-Кичево и одсечката која од Тетово ќе се насочи кон Косово. Нашата визија е Македонија да престане да биде на крајот од енергетските мрежи и да стане дел од нивниот центар, да имаме повеќе извори на енергија, повеќе можности за транзит и повеќе услови за инвестиции. Затоа, владата, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, работи Македонија да биде поврзана, енергетски сигурна и препознаена како важна енергетска и инфраструктурна крстосница во регионот.